Добре дојдовте во светот на Византија. Продолжение на славата на Рим. Царство што ќе трае повеќе од 1000 години. Кога западниот дел на Рим пропаднал, источниот дел со главен град Константинопол продолжил да се развива. Градот станал новиот Рим, символ на сила и вера. Жителите на Византија се чувствувале како вистински наследници на Рим. Живееле според римските закони и традиции. Во 6 век царот Јустинијан I ја проширил државата, изградил големи градби и создал збирка на закони, која ќе го обликува правото во цела Европа. Јустинијан ја изгради Света Софија, најголемиот христијански храм на своето време, символ на верата, мудроста и славата на Византија. Кога народот се побунил во Константинопол, извикал Ника, што значи победа. Јустинијан со храброст и помош од својата сопруга Теодора го задушил востанието и ја спасил државата. По опасните напади на аварите, цар Ираклий го обновил Византиското царство, вовел нови даноци, ја реорганизирал армијата и го заменил латинскиот со грчкиот јазик. Под владеењето на Македонската династија, Византија повторно заживеала. Цареви како Василий II ја зајакнале државата, а културата и уметноста доживеале подем. Византија била повеќе од царство. Таа била мост меѓу античкиот и средниот век, чувар на верата и светлината на знаењето.